Состојбата со водата од поплавените ниви и дворови во повеќе населени места во општините, зафатени со поплавите, веќе е повлечена. Сега следува период на чистење и санација на штетите. Во најпогодената општина од поплавите, Чешиново Облешево, ќе се започне со дератизација и дезинсекција на домовите, фармите и земјоделските површини. Очекуваме да во наредниот период да се преземат мерки за чистење на резервоарите каде што има водоводи. После поплавите постои опасност од појава на глодари и во координација со Центар за јавно здравје Кочани ќе се преземат мерки за поставување отрови. Исто така во координација со Центар за јавно здравје Кочани ќе се преземат мерки за дезинфекција на поплавените домакинства и дворни површини. За ова намена се подготвува теренот, а Центарот за јавно здравје е во постојана врска со Министерството за здравство, со општините и комисиите за проценка на направените штети од поплавите, ни изјави во телефонскиот разговор Благица Ѓурковиќ, директор на Центарот за јавно здравје во Кочани. Ѓурковиќ нагласува дека се обезбедени потребните материјали за да се излезе на терен и да се започне со дератизацијата и дезинсекцијата по куќи, амбари и ниви за да се спречи појавата на заразни болести. Исто така се очекува наезда од глодари која може да го уништи и она малку што успеале земјоделците да го спасат од надојдените води. За таа цел ќе се третираат и земјоделските површини како и амбарите. Во населените места опфатени со поплавите во општините Кочани и Црновци, исто така ќе се врши дезинсекција, дератизација и дезинфекција. Од општината велат дека до нив досега не е пристигнато укажување за преземање на вонредни мерки, но доколку добијат вакво укажување со уништување на глодари и инсекти, ќе се стартува порано од предвидениот